Се враќаме во студиото на емисијата Македонија на утро, појасот по 9 часот, обично е за тема рекреација, за тема физичка активност, за тема спорт. Сето тоа ќе се обидеме ова утро да го споиме во едно. Имаме двајца гости, тоа се Кокан Јановски, тренер, ќе го представиме како тренер, наш атлетичар, и Владко Блажевски, рекреативец кој се занимава со трчање, со ова активност. Добро утро за двајцата. Добро утро. Добре ни дојдовте ова утро. Ќе кажеме дојдовте директно од тренинг. Па за Владко не знам, јас ќе кажам дека изтрчав са Бајле, ама битно деовме двајцата со велосипеди. Да, и тоа е тренинг, нели? Тренинг, така. Да. Секоја физичка активност. Кокан, се наоѓаме во период од годината кога полека мириса на есен, кога полека утрата знаат да станат постудени, да ни навестат дека доаѓа едно друго годишно време. Како сега да се справиме со предизвикот физичка активност и да го дочекаме годишното време кое што доаѓа? За многу кратко ќе дојде. Да. Епа како што кажа и ти, сега еве почнува да се разденува точно денеска приметив во 5 часот и 15 минути, бидејќи тогаш отидов и на трчање. Тој што станува да. Се стемнува во 20 часот точно. Значи веќе почнува да се намалува денот и тоа значи дека температурите, иако уште се високи, постепено, како што кажа, ќе влегуваме во една транзиција. И она што сме го правеле во текот на целото лето, јас можам само да кажам, треба да издржиме уште малку, да издржиме да тренираме уште малку, да трчаме, да спортуваме на овие топли температури, затоа што ете многу наскоро ќе се изедначи и денот и ноќта, значи температурите ќе почнат и да се намалуваат и ќе имаме, што би рекле, идеални услови за тренинг. Официјално во 5 часот и 42 минути изгрено сонцето, а заоѓа во 19:33, 13 часа и 51 минута ден. Дали ни се доволни за се и дали се доволни да инкорпорираме физичка активност? Да, доволни се, нели, секогаш клучниот момент е дали ќе имаме добар план. Ако направиме план, може да функционираме, што би рекле, супер. Така што секој што се жали дека нема време, а на шала викам, ако немаш време, тогаш оди да купиш време. И на тој начин ќе најдеш време за себе, за своето здравје, за спортување и преку физичката активност, значи се грижиме за своето здравје, сме супер, одлично се чувствуваме и на тој начин придонесуваме и за целата наша околина, сите да бидат посреќни, порасположени и поздрави. Владко, колега. Да, од еден аспект, да. Како еден рекреативец се справува со високите температури во текот на летото и како се подготвува да го дочека периодот кога веќе не велиме дека нема да има физичка активност на отворено, меѓутоа ќе се намали опсегот на можностите за физичката активност на отворено? Летото влијае многу. Например, кога е жешко, не можеш да излезеш на сонцето, а не да трчаш, бидејќи тоа е тешка физичка активност. Јас са Бајлен наутро не станувам да трчам, тоа обично се случуваше доцна навечер. Дури ако речам дека во 10 часот сум тргнувал од дома и вообичаено сум бил на тренинг да истрчам тоа што го имам зацртано. Знам колку во текот на неделата поминати километри и за сега се држам до тоа. Една од причините поради која што сте тука е вашата здравствена состојба, која што може да забележиме дека се наоѓате во одлична форма, меѓутоа вие се соочувате со диабетес. Па може ли еден човек кој што се соочува со таква со диабетесот во животот, може ли да се бави со физичка активност? Му пречи ли тоа? Вака сега, за да му пречи тоа не станува збор. Меѓутоа, таа активност што треба да ја направи, треба самиот да процени колку може да се оптовари со тренинг. Не може сега, например, јас пробував неколку пати да истрчам, пример, повеќе од 21 км и гледам дека тоа ми е товар, водно матка трейлот 27 км, 1400 и мислам дека беше висинска разлика и видов дека ми е тоа товар и досега не сум се обидел да истрчам маратон. Меѓутоа, за моите години сватив дека полумаратонот ми е сосема доволно и сум
презадоволен и затоа и учествувам само на таа дисциплина. Да, меѓутоа ја практикувате физичката активност како секојдневен дел од вашиот живот. Да, јас 2 пати неделно имам тренинг и обично сабота или недела, или е некоја трка некаде, некој настан, или наоѓам начин, ете, велосипед, искачување на планина, тоа воопшто не ми пречи да се занимавам со спорт. Кокан, сега малку да направиме една паралела со ова што го зборувавме пред малку. Колку спортистите се подготвени да кажат дека се соочуваат со такво нешто во својот живот, со диабетес, например, колку се подготвени кај нас не институциите, туку институционалните форми на спортување да го прифатат тоа, клубовите. Да. Колку е ова табу тема кај нас? Затоа што си се занимаваш професионално со спорт, нели? Да, па искрено јас ќе кажам и од моје искуство и од искуство на тоа што ете, веќе 11 години или работам како тренер, дали со рекреативци, дали со луѓе што активно трчаат и се занимаваат со спорт. Она што секој нов што ќе дојде кај мене на тренинг, секогаш ги прашувам за нивната здравствена состојба. Значи, дали се психофизички здрави и способни да можат да се занимаваат со оваа физичка активност. Што значи во превод секогаш ги прашувам дали биле на спортска медицина, дали направиле преглед и дали докторот дал зелено светло да може да се занимаваат со таа активност. Доколку е тоа така, значи супер, јас од една страна сум среќен бидејќи нема да има некои проблеми, долку не е тоа така, наискрено разговараме, иако можеби како што кажа, можеби ние сме како општество малку позатворени, потешко се пласираат тие теми во јавност, дали луѓето се им е срам, нели, заради одредени околности, меѓутоа ги охрабрувам сите што евентуално имаат некоја каква идеја здравствена состојба, да не се срамат со тоа, да се соочат, да го најдат начинот, да се фокусираат на решението и на тој начин сите ние како спортисти можам да кажам дека сме борци, бидејќи секој ден се себе надминуваме, се бориме со мислата да станеме наутро, да истрчаме, да го направиме тренингот кога не ни се сака, да внимаваме на исхраната, така што ете апел и до сите од таков тип луѓе да продолжат да бидат силни и на тој начин да се справат со моменталната состојба што имаат и да имаат се подобро и подобро здравје. Ќе се навратиме на она што ти го правиш, тренинзите, трчањето, контактот со луѓето, работа со повеќе луѓе истовремено. Во средината сме на август, на месецот август. Обично во средината на месец мај почнува да врие котелот и сите сакаат да излезат да трчаат, затоа што е време нели да се тркне до плажа, по скопски кажано. Меѓутоа, некако на средината на август, дали се намалува интензитетот и оние што се вратени од одмор се помириле со состојбата и велат, ајде, ќе чекаме да дојде повторно месец мај? Па, за жал има и таква вистина. Во овој муавет што го започнавме, точно највеќе фокусот даден за да изгледаме добро на плажа. Тие 2 недели пред летото, тие од 15 мај до 1 јуни. И тоа што е многу погрешно, и нели совете да не се гледа на тој начин, да се гледа на начин дека идејата е да бидеме здрави и во одлична форма преку целата година. Зошто сега да се лимитираме само да се трудиме одреден период? А на крај крајава тоа е за нашето здравје, не е дека ние треба да не види некој па да ни каже вака или така. Rolling Stone магазинот чека нови модели за насловна страница. Колку треба спортот и активноста да биде наш биоритам, дел од биоритам? Да, па треба, ја затоа кажувам, и тоа е мојата идеја и секогаш така ги советувам, ги подучувам сите оние кои што ќе дојдат на нашите тренинзи, дека идејата е целиот живот да се занимаваме со спорт, а спортот да биде начин на живот. И секогаш кажувам, се што правиме, да се трудиме, да размислуваме на тој начин. Дали ова сега што го правиш денеска или оваа недела би можел да го правиш и во наредниот месец и во наредната година. Ако не, размисли што е она што би можел да го промениш, да го адаптираш, меѓутоа да можеш да издржиш на долги патеки. Да не бидеме спринтери, наводници, да бидеме маратонци. Да не бидеме спринтери, да бидеме маратонци. Владко, колку луѓето кои што се соочуваат со некаква, прво да кажеме дали диабетесот се лечи? Па не се лечи, тоа е повеќе од јасно и од самите луѓе да треба да го разберат тоа, да го прифатат
Инаку, ако не го прифатат тоа, ќе бидат обична мамка на тие што продаваат некакви си лекови, средства или Кандидатите за Нобелова награда. Да, што јас би кажал дека ако веќе продаваат, нудат, слободно нека го патентираат и нека може и да добијат и Нобелова награда. Сега доаѓаме до прашањето колку луѓето кои што се соочуваат со некаква здравствена состојба која што е различна се подготвени да се борат, се подготвени да ги надминуваат границите, се подготвени да направат нешто кое што никој друг во наводници нормален не би го очекувал. Па луѓето треба самите да си конкретно еве за дијабет, дали се работи или за друга болест, треба самите да продолжат да бидат борци во животот и да се изборат за тоа, за местото во општеството. Не може некој буквално да им подари нешто или да бидат, да речеме, познати или во најмала рака. И луѓето треба да знаат, сами да си одредуваат кога, колку да тренираат, да вежбаат и да се движат. Не може конкретно од предходно што го спомнавме, апчето ќе се реши или некој друг начин. Нема, само физичката активност, секако со препишаната терапија од докторите, тоа е само начинот на живот. Ако конкретно се работи за проблеми со дишењето, се знае колкава треба да биде активност. Ако е некоја друга болест, исто и тоа треба консултација со доктор и ќе се одреди, ќе знае точно што треба да прави. Има ли во Македонија постојат ли стручни лица кои што може да направат една програма за тренинг за дијабетичар? Па за сега нема, јас не знам за такво нешто, дека има. Инаку јас сам си одредував, знаев, да речеме. Да, јас на почетокот, кога почнав со тренинзите, и стартуваат сите, трчаат, и јас трчам и ги гледам, трчаат брзо. Јас за кратко време се откажав и кажав, што одиш таму, тие се кенијска група, вика, не ти е местото таму. И веднаш ти станува јасно дека треба да си најдеш начин колку се твоите сили за да можеш да го завршиш тренингот. И јас конкретно кај дијабетичарите, тоа е моменталната состојба, точно треба сам да си процениш, да знаеш колку можеш тој ден да истрчаш. Затоа што секој ден е различен. И без, да речеме, чоколадо, нешто друго благо во себе да носат, да не тргнуваат воопшто. И вода се разбира. И вода, колку толку има, да речеме сега, так, по кеот, по други места, по исто или на трките, каде што е. Тоа е основното нешто што треба за тренинг. Кокан, споменавме дека физичката активност, особено трчањето, кое што е основната физичка активност на човекот, основа е движењето. Сакаат да кажат тренерите кои што се поупатени, кои што се поедуцирани, дека атлетиката е основа на се, на фудбалот, на кошарката, на ракометот, на джудото, на автомобилизмот, на сите можни спортови, затоа што човекот се раѓа и односно во минатото се раѓал и почувал да трча. Да. Колку сме ние свесни за тоа како луѓе и колку сакаме да им го пренесеме тоа на оние кои што ги оставаме на оваа планета, а тоа се не младите, тоа се децата. Па искрено, јас сега пак ќе се навратам на моето искуство, можеби ние работиме и со деца, детска атлетика имаме во нашиот атлетски клуб АКК. Можеби и не се свесни и родителите кои ги носат децата, например, дете кога ќе дојде на тренинг на 5 години, на 6 години, значи од најмала возраст, што може тоа да знае, дали ќе биде атлетика, дали ќе биде фудбал, дали ќе биде кошарка. Движењата ќе бидат тие. Движењата се тие да се научи детето правилно да трча,
правилно да ги изведе, правилно да оди, да ги научи тие вежби за техника на трчање, да научи да скока, да рипа, значи да научи да фрла. Кога ќе видиш деца кои што трчаат со вистинска техника, кои што знаат како да ги движат и рацете. Уживаш елеганција во движење, што би рекле. И можеби затоа луѓето и не се свесни. Меѓутоа ете, што е до нас тука, кога веќе зборуваме за трчањето, кога веќе зборуваме и за атлетиката како кралица на спортовите, еве, моја препорака е сите што сакаат децата да се занимаваат со спорт од најмала возраст, да ги пуштат на атлетика, да дојдат ете и на нашите тренинзи ако сакаат и да ги добијат основните, да ги научат основните движења, основните скокови, основните фрлања што би рекле, за да може понатака, ако не сакаат да продолжат со атлетиката, со трчањето, сакаат да се занимаваат со некој друг спорт, дефинитивно ќе биде огромна предност. Ете, долку продолжи со фудбал, ќе знае како да трча спринтови, да прави со кошарка, ракомет, одбојка, било кој да е друг спорт и индивидуален друг спорт да е, повторно трчањето ќе, односно атлетиката ќе се најде на добро место ќе биде за да може да продолжи понатака. Во светот на социјалните медиуми, без кои што нели не можеме да живееме, се шири една популарна сторија која што вели дека на UFC борците им се дадени деца, односно не им се дадени, туку се поставени во иста просторија, им е дадена задача на UFC борците да ги следат движењата што ги прави детето. И тие не можат да го прават тоа. Ова во насока на тоа дека децата се најподготвени да се впуштат во светот на физичката активност и дека од најрана возраст тоа треба да им се всади. Да. Ете, интересен пример, не сум знал дека е така, ама дефинитивно... Чучни, стани, седни, падни и едноставно не може да ги следи тие движења на... Може би затоа што децата се бестрашни, нели, ние им влијаеме возрастните, им ги, нашите стравови, им ги наметнуваме понатака, може би, во текот на животот, меѓутоа, како што кажете, децата ги имаат и тие природни движења и со наша правилна насока и помош, само ќе ги насочиме, нели, да продолжат по оној вистински пати, да прераснат во вистински спортисти, како што кажав, понатака кога би ги гледале на спортските борилишта, да уживаме едноставно во спортот кој што тие го прават, или да не биде тоа професионално спортување, кога ќе одлучат да рекреираат, да трчаат, да се занимаваат со физичка активност, да знаат тоа да го прават на соодветен начин и да бидат примери за другите останати да речат вака сакам да спортувам. И на крајот на денот да имаме здрава нација. Што поздрава нација, тоа поздраво општество. Точно. Владко, следува период не многу брзо, меѓутоа за некој месец и половина, 30 на 40 на дена ќе дојде времето кога полека ќе се намалуваат опциите на физичка активност во природа. Што прават диабетичарите тогаш? Па јас мислам дека временските прилики не се воопшто пречка за луѓето да почнат да се занимаваат со движење, со било каква активност. Јас конкретно сега го за кусо време веќе имам 3 трки што можеби повеќе ќе бидат во септември месец. И си имам зацртано, да речеме, колку трки треба да направам и колку километри треба да истрчам. И се држам до таа бројка. Конкретно луѓето треба да знаат дека само физичката активност може да им помогне на нив. И треба самите да се свесни дека колку повеќе се движат, само си го продолжуваат животот на тој начин и стануваат поздрави. Тие калории што ги внесуваат треба само да се потрошат, ништо повеќе. Се разбери да внимаваат на внесот на калориите, особено оние кои што се соочуваат со диабетесот, треба да внимаваат каква храна внесуваат во себе, да јадат што почиста, поприродна храна. Да, тоа е прв услов. Да јадат повеќе зеленчук, овоше исто треба да се јаде, меѓутоа во поограничена количина. Конкретно јас еве на трките кога одам, значи не тргнувам без изедено количина на нешто благо, бидејќи самиот чувствувам дека не можам да издржам целата трка, да речеме полумаратон. Јас без убав големо парче сникерс не стартувам. И во текот на трката еднаш до 2 пати застанувам за благо, бидејќи не може тоа да го... Тоа е она што се троши за време троши на трката. И мора тоа да се надополни.
Кокан, доаѓа, како што кажавме, времето на помал ден, времето на помалку услови за практикување на физичката активност. Меѓутоа, ете, кога еден човек кој што се соочува со диабетес или некој друг човек кој што се соочува со друга состојба, ќе кажеме состојба во својот живот, е решен да го прави тоа на отворено, да не му пречи она што го носи со себе и во себе, тогаш како треба да се однесува еден човек кој што нема никакви психофизички, добро, психички не може да нема во денешно општество, нели? Меѓутоа кој што нема никакви физички пречки. Да. Па ево, ова што го кажа и тоа и Владко што го зборуваше, да тргнеме од благодарноста, значи да бидеме благодарни што сме живи и здрави, што може да практикуваме физичка активност, да се занимаваме со спорт и тоа секогаш да ни биде мотив плюс да немаме изговори. Никакви изговори, затоа што сега е точно лето, за кратко ќе дојде есен, па ете, врнежи ќе имаме повеќе, како што имавме и ова пролет многу врнежи, потоа ќе дојде и зимата, ќе имаме постудени температури, меѓутоа изговори може да има бесконечно, но доколку ние сме решени да истраеме во нашата цел, да ја оствариме, тогаш нема да има никакви пречки, така што ете, си продолжуваме да тренираме, се радуваме дека после летните одмори, да речеме, и трките се враќаат, има многу трки, многу државни надпревари. Ете, надпревари и за децата, ние организираме трки, настани, така што на тој начин ги поттикнуваме сите, долку сакаат да се занимаваат со спорт и со здрав и активен начин на живот. Го промовираме тоа и ги покануваме да ни се приклучат.